Еве девојчето у телефон вчера ми се јави, тато кажува ќе умрам. Најли дознавте во каква ситуација? Девојчето ми кажале дека уште крвари девојчето. Ми се јави у телефон вчера ноќе, ми кажува тато имам болки, крвари девојчето, не знам како да кажувам. Оние треба да доаѓаат, баре девојчето да ми ја носат у Чичино село. Оние треба као социјални работници што ги грижат девојчето, да ми ја враќаат девојчето да ми ја носат у Чичино село сакам. И да не биде више овие работи вака. Она ако стои пак таму Ранка Милано, она пак ќе остане времена таму. Разно народ има таму. Зошто ви ја земале? Заради питачајне. Кога беше имаше 5 години кога ми ја земале, оние треба кога испадна по затвор јас и жената, треба да ми го враќале родителското право, а не оние да чекат да времени девојчето, да ми ја расцепат девојчето. Зошто бевте во затвор? Заради малата, што питачавме со нез. Иди, јас као родител, она беше прво семејство, девојчето кога беше у семејство ја носија у Струга. Девојчето у одмор ја носија. Кога беше у одмор, некој дете, не го знам кој е дете, ја фати девојчето, ја попрасти, ја бев у социјалното ми кажеле да ја носам у лекар, у судска медицина. Кога ја носам у судска медицина ми барале 500 евра ја да плаќам приватно. Да ја гледат девојчето, од таму оние социјалното ја зимале, ја носеле од семејство у 25 мај. И кога ја носи од 25 мај, девојчето, што да ти кажам, брат? Оние сами таму, има машки таму, има разни народ. И ја фатија девојчето, времена беше девојчето, и пак од таму ја зимале од 25 мај, ја носи у Ранка Милано. Од Ранка Милано девојчето, времена ми беше 3 месеци. Како може оние малолетно дете да го носат, да го чистат без родителското татко, мислам, да не иде, да дознае таткото што прават, што не прават. Чичино село добро е. Зашто не ја носат у Чичино село? Да живее како сите деца што се, да живее керка ми со мене. Јас сакам сега родителското право да побрзо да ми го дават, девојчето да ја враќат одма. Ја ме држава ми. Катастрофа.